Ветуваме урбана општина со подобрена економија, помош за малите и средни предпријатија до 200.000 денари за алати и опрема, развој на руралниот туризам преку реални ефикасни проекти што може да се реализираат со средства од општинскиот буџет, рече на синокишната промоција на изборната програма Теодора Димитровска, кандидатка за градоначалничка на општина Куманово од Движењето Одлучно за промени на ЛДП и ДОМ. Во нашата програма ги ставивме и сите оние проекти на кои што како младина работевме во изминатите години. Еден од нив е и скейт парк во Куманово, за кој што проект е запознаен на целата општина и за кој што проект сите се борат да ни го земат, но сепак проектот останува за нас. Отвараме центри за алтернативни уместности, поставуваме карпи за спортски алпинизам, поставуваме 15 мали блоковски паркови, но не ги заборавивме и другите групи на граѓани, затоа што знаете кога ќе ме сретнат и ме прашуваат: Теодора, дали ти само за младите зборуваш, каде ти е постарата популација? Не, ние се залагаме за сите групи на граѓани и тоа отворено го кажуваме. Затоа предвидуваме концепт за градење на уште еден старачки дом под моделот на јавно-приватно партнерство. Поставуваме во сите паркови во Куманово градење на места за тоа каде повозрастната популација ќе може да игра шах, но и да си го поминува своето слободно време. Нашата програма е составена баш врз основа на вас, граѓаните од општината. Нашата програма е иновативна, прогресивна, полна со идеи, план и проекти за едно модерно, убаво и чисто Куманово. На ова советничка листа, заедно со мене, погледнете, претежно се млади луѓе кои имат идеи и прогресивност. Да. Тие се нашата иднина. Меѓутоа, има, се разбира, и постари, кои имаат квалитет, кои имаат квалитет и сите ние заедно со нив за прв пат ќе ја бараме довербата од вас граѓаните. И лидерот на ЛДП Горан Милевски истакна дека не ветуваат огромни проекти, туку поевтини, практични, променливи, со кои ќе се решаваат локалните проблеми на граѓаните. Се одлучиле за заеднички настап на локалните избори, за да се смени 30 годишната слика на, како што рече Милевски, мегаломански предизборни ветувања. Јас и честитам на Теодора за цел ентузијазам, цела енергија која што ја вложи во овие избори и се бореше рамо до рамо со сите тие, да не речам стари политички, од политички аспект, искусни политичари, искусни личности и рамо до рамо успеа да ги заќути до еден од нив со аргументи, со проекти, со програма. Ние водиме кампања каде што дискутираме за канализации, каде што дискутираме за повеќе паркови, за повеќе дрва, за велосипедски патеки, за дигитални општини. Ние зборуваме за решавање на проблемите на граѓаните, се соочуваме со граѓаните, се соочуваме со нивниот револт и протест заради тоа што не можат повеќе да зборуваат, да слушаат високи политики, а немаат вода за пиење во нивните домови. Ова движење го формиравме точно со таа идеја, да го искористиме целиот потенцијал на сите граѓани кои ги имаме ширум Македонија во секоја општина, бидејќи видовме низ овие 3 децении дека во црно-белиот свет нешто не функционира добро, дека слушаме многу ветувања пред изборите, во кампањите, а потоа во текот на мандатот некако тие исчезнуваат за повторно во следната кампања да ги слушаме истите ветувања. Во листите за советници нагласија лидерите на ЛДП и ДОМ има квалитетни, признаени и препознатливи луѓе од заедниците, кои што имаат авторитет, достоинство, за разлика од политичките опоненти, каде потенцираа има само партиски лица.